Да, ама ждревево е машко срце. Да, машко е. Ама јас сакам да се вика Жаклина. И личи на Жаклина. И Жаклина ќе се вика ждревево. А машко е, да, машко. И не барајме сега снимам некоја емисија со Мими, се слушаме после. Ајде, чао, чао. Мими, кај си, бе? Еве сум го крсти Жаклина пак. Да. Исто да ждреби или друго е? Здраво, Мими. Кај си, бе, го се? Убаво ја закачи врата, ве чукна. си Ние баш ти. векавне напред, кој ќе мавниш на врата од југо, газдата да слушни во фабриката. До Крагуевац да се слушне. Да. Така Вики. треба биде. Да не ми дава шешир за возиме. О, Да? ти го давам за тебе. О, ајде, каубојски. Да. Кантри. Значи се врзуваме. Се врзуваме, да. О, и ти конверс носиш, а? Исти патек имаме. Јас сум младолачки Ти дух, си што вика со Србија. стил. Знаеш што му фали на југо? Микрофон да ти кламе, на што му фали? Може. Значи јас сум возел југо, ова е пософистицирано малце това, меѓутоа немаше джам што работеше на југо, се кине сајлите. Ај пробај. И сега дава това, му главне штрафцигер. Знаме, овде нема штрафцигер. Ајде, се движиме. Сега сме во Сладуево, во гара Ранчо, ова е твој ранчо, а? Да. Со коњи има школа за јавање, Да. има шо немаш, има еден куп муавет во тебе. Јас сум во еден така неврзан разговор со тебе, имаш кажано дека цела Македонија те познава. Дали е вистина? Да, да. Не е моја констатацијата. Така ти ми имаш кажано или така ти велеле? Така ми од други слушаме. Ако му спомниш Демир Кизар, На Гоце Тито му го текнува. асоцират на Гоце Тито. Макар што асоциација друга асоциација во Демир Кизар. Демир Кизар душевна болница, на меѓутоа не е така. Демир Кизар изобилува со богатство, изобилува со итри луѓе, со паметни луѓе, Петре Андреевски, писмени луѓе. професори, даскали, најмногу даскали што имат произведено од Демир Се од овој Кизар. крај, така е бабина. вистина. Иначе, јас и Гоце, да му кажам на гледачите, сме другари едно 10 години. Ете така, имаме снимано една джип турнија на времето. Гоце е многу активен во овој дел на Македонија, прави офроуд турнеи со джип. Да. Имаш и коњи за спознавање на сите овде природни убавини што ги има. Се вака малце ќе те водам, да речам, хронолошки. Да. На времето се запознавме со таа джип турнеја, тоа ми беше едно мој многу убаво искуство, тогаш работев во една телевизија и правевме малце има мака со четврта. Трета вози. Трета и четврта. Трета вози. Правевме тогаш една репортажа, одевме на Еврејка. Да. Се уште си активен со джипоите, работиш уште со тој дел? Джип турнеја, јас како што милувам да кажам, джип турнеја Демир Кизар представува бренд за Демир Кизар. Да. Значи нема поголема манифестација во Демир Кизаров кај што собират толку луѓе. Да. Значи стотина, 150 джипови си собирале. Да, И околу 500 души. Сум носе од разни од страдава уметници. Значи после секоја завршено добро завршено джип турнеја се организираше и забава. Да, таму Така во беше. манастир кај бевме во. Сега, значи, сите дестинации, тоа беше главната мисла е да се промовира Демир Кизар и да се промовираат манастирскиот туризам. Значи, така. посетуваме сите манастири ги имам посетено и се замисли 500 души по една свеќа да запалат в манастир. 500 свеќи, така е. 500 свеќи, по 10 денари доста сите луѓе. Ете така. Ќе биде Да, добро. активен си И уште вистина. една работа Аха. да не заборам, значи јас ми е проби, никој пат не кажувам, значи на едно место во Библијата пишува, се што ќе правиш, што ќе поклонувај или давај скришто, зајавно да се врати. Ето И ние дел од парите што останува, вртевне многу пари, се вртевне ни джип турнејава, и поклонувавме пари, ги дониравме фактички на деца со посебни потреби, значи. Браво. Ама чутевне никој не знаеше. Ама И се додека во една емисија се проби, тој не можев да лажам поќе, Да. не можев, Немаше да лажеш, немав човека. избор поќе. Да. И морам да го признам дека е така, меѓутоа не може да се фали што дека си давал, да разбираш? Ето така, па нема потреба, тој Нема што сака потреба, да значи дава, да нема потреба да се значи фали. затоа ти кажам. Тоа ти е многу убав муабет. Гоце Тито, од кај ти иди то Тито? Мими има две верзии, ама првата ќе ти ја кажам. Втората ја криеш во тајност? Да, Добро. јако дете, да ти ще големо се чешла вака убаво, а тога беше актуелен Јосип Брос Тито.
И мајка Бог да ја прости, да ми те вркнало како Тита си личи. Остана толку и со здравје си го носиш. А и немаме ние прилеп битола од Мирисаров, дека нема човек што нема прекар, не те знаат како се викаш ти. Да, Ако не некако те знаат напрекар по се. прекар. Ама да, жива легенда си, знаеш еден интересен момент, имам тука работено на неколку проекти вака што се во овој крај. И тука негде во некои такви, да речем, проекти дознав информации и не знам колку е вистина, ти можеш да потврдиш, дека луѓе кои што потекнуваат од овој крај имат куќи овде вака низ селата, кои што ги продавали по 500 евро, така му седеле. Дали е вистина? Абе сега за толку пари не знам дали има, дека продаваат, Ама ефтино ама ефтино, да. Многу ефтино оделе, а например ретко кој размислува да направи рурален туризам од нештото, како што велиш ти има настирски туризам и така натаму. Се ти си еден од ретките, можам да кажам. Пионер во овој. Не знам кој има пред тебе, не? Нема. Нема, ти си прв што направи, не. значи овој ранчот сега што го спомнавме Гара ранч, веројатно го има слушнато и голем дел од луѓето што ќе не гледат. Школа за коњи, односно школа за јавање, така. Си направи ранч во куќата твоите родители. Така? Да. Ај кажи ми ја малце историјата, ти таму порасна во таа куќа? Значи тука се во куќата, мајка ми е родена, татко ми беше после тука дојден. Тука се родени мајка ми, сестри ми две, имам сестри, јас сум роден. Моите деца се родени тука. И реков сега од куќава на моите родители, тоа е значи главната водилка што е за во Гара ранч, од куќата на моите родители ќе направам бренд. Јас мислам дека успеам во тоа. И супер го работиш. И да. Значи интересно е. Да, ќе одиме после малце таму ќе се прошетаме. Уште многу ќе биде поинтересен овој руралниот развој на туризмот ако заживеи. Значи прекугла му е на луѓе во Мими дојдено од напреднава технологија. Во Журче може да влеземе? Можеме. Ајде да се повозиме во Журче, нема одено во Журче никога. Значи сега избегнуваме од урбанава средина, од Битола, од Скопје кај што снимаш, одиме во рурално малце во села и така натаму. Имав коментари демек зошто снимаш само во Битола или не знам од Скопје, Убаво ти пиша, оди малце во село. Убаво ти кажа. Друго, знаеш што ми пише во коментари? Не ти имавам вела subscribe дур не го снимиш Гоце Тито. Еј зошто на YouTube. Со закани има онака гледачите за да снимам те, бараја луѓето. Ја не сум нешто интересна особа, сум... Како не си интересна, имаш доста приказни? Добро, имам муавет. Имаш вака, со тој ранчот правиш и тимбилдинзи на фирми, идат луѓе, таму имаш и соби, нели, кои што се издават и така натаму, кај што можат луѓе да дојдат да престојат во природа, во овој доста убав крај овде во Македонија. Сега имаш една интересна патека кај што одиш таму со коњите, Вија Игнација, така? Мими, баш ми е мило што ме прашуваш вакви работи, гледам информиран си. Значи, Гара ранч е регистрирана како школа за јавање на коњи и одгледувачница на коњи и меѓу другото и сместувачки капацитет има во 5 соби, 5 легла во 3 соби. Разбираш, во етно стил направени и се издава соби и така функционираме. Околу 50 на души собират во Гара ранч. Интересно направени бунгалови. Луѓе посета имаме од каде не, значи во една така јас на шега зборувам, од Малезија имав едни гости. Како ме најдов, јас на карта не можам Малезија да најдам. Ти ја најдов, како ме најдов? Во Сладуево. Во Сладуево, во Гара ранч, браво. Има кампери со шатори, идат некои такви? Не, со шатори, но и тоа тука спијат. А има опција, има луѓе што сакаат да кампуваат. Може би сите опции се отворени во игра, да бе. Тимбилдинг си прават, последно сега има во Скопје од некоја банка, Халт банк има таква. Има. Не се сеќавам, значи многу луѓе се претерале. Значи во овие изминативе 2-3 години како што функционира од 2022 година. Да. Значи поминале, имаме некоја статистика, водиме така околу 5-6 луѓе. Значи многу луѓе имат деца од училиште организирано преку како екскурзии и така натаму. Така и дел од јавање на коњи, имаме значи во склоп на Гара ранч функционират и имаме наша пицерија и игротека во Демиркиза, Бамблби и со храна тука и функционираме така како семеен бизнес. Одлично, мислам си направи нешто кај што ете велат мал град не можеш многу да просперираш. Се може, само треба мислиш. Треба да сакаш, намама немаме пат поќе. Можеме. Онде во реката да влезам? Низ река ќе помини. Не бе низ река ќе. Ајде, слободно одај. Абе дропче го направи југото. Нема да го направи. Мие. Тамане седи се, да ги смијаме долниот трап на југото. Леле, абе некни на хемиско го носев ке ме таа да возам. Ако дупнем на која гума ќе биде интересно. Нема ништо да дупнем. Ова е пролазен пат. Значи во сигурни раце си собере. Вербам, знам ќе го извеш джипо ќе ми извеш од тука ако треба. Слободно вози. Леле, чекај да спртам камерата, жити се. Да? Ова мора да се види. Офроуд. Ова мора да се види офроуд со југото ми прави Гоце.
Сака да види како ќе биде, еве ништо треба да Да го пробаме југово дали може да се однесува. Ова не е длабоко, ти ниско е југото. Значи слободно вози. Ајде Мими, браво, браво за југово. Леле, поминовме, добро. Браво. Чекај се да наместиме камерата, се вратиме назад. Ние не брзаме. Кај гледачите. Чекаме. Овој дел на Македонија е многу интересен. Едор места макар ќе си поставам прашање. Е многу интересен и верувам дека крие и многу тајни. И од минатот, и од историјата, и од се што онде во кај што те зедов сега од Гара Ранч, видов дека имаш и многу реквизити. Да. Верувам дека голем дел од нив ги имаш и пронајдено, веројатно при реконструкција на нешто или така натаму. Што крие овај дел? Дали што имаш некои такви интересни работи? Има многу работи, можам да ти кажам, ми треба 3 емисии да снимаме со тебе. Ќе снимиме, нема. Значи прво вака да ти кажам се една работа друга. Значи покрај ова што јаваме во Гара Ранч, значи имаме два видови на јавање во затворениот простор таму за почетници и друго јавање на отворено за луѓе што поминале низ школава за јавање, што знаат на некој начин што научиле да јаваат коњи. Имаме наша патека, околу сат време, сат и нешто се оди и се враќаме. Тоа е една патека многу интересна Мими. Од времето, еден крак од времето на византискиот период, од патот Вија Игнација, Да. што поминувал овде, во овој нови простори овде, Брсјачкиве предели, се наоѓате еден град во горното течение на реката Еригонс или Црна река, се наоѓа градот Брајанион. Бил голем град некаде овде во нашиве простори, Да. а надолу кон Бучин се наоѓа градот Стибера, Чепигово и Алкомена кај Бучин. Тоа као грчки имиња ме изкажуваш. Ние се грчки антички имиња се. Добро. А овде во Чукарта Граишка, предна сега ќе ти покажам, кај што се движиме ние со коњиве, патеката, тука се наоѓаат главното упориште и тарапаната за пари и војската тука се наоѓаат. A few moments later. Добро. И сега имаме еден многу вреден артефакт. Значи уште еден податок ќе ти кажем, после нема поќе да ти зборувам. Добро. Не го најдов јас, ми го поклонија. Значи се претпоставува дека копијата на Александар Македонски се правени овде. Има горе на Илинска планина едни дрва, значи 5-6 метра се високи дрвава, а прави се како свети. Тоа се вика збег, како што е долу дрво, така и горе. И сега, кај мене е тоа, ќе го снимаме после, значи дел од копијата, копијето целото е кај мене најдено кога копа темелите на Илинска црква, горе. Старо е, Многу, за 2000 години и поќе. ќе го видиш. Значи ќе одиме таму да го снимиме. го Навамо е снимиме. сега точно одиме на Гара Ранч. Одиме на Тоа да Гара не го Ранч. утнав. Нема да утне. Те свртивме ни журче. Јако да. А чека, ти си потекло рековме од Сладуево. Да, тука сум роден, тука се Така, баби, дедовци, овде ти биле сите, да се речам. тука цел гробишта, корен. тука. Како и било на тука и- времето животот овде, од нив нешто ти кажувале тие како живееле? Бабите, Јас дедовците? се знам што да ми кажува, ја Па нешто од нив, да, да си научил некои такви. Вчерашен. Па знам, ама добро се да видиме нешто постаро од нив. Не Некои знам. интересни приказни преданија да има нешто за селото и така натаму. Има 350 такви Приказни. приказни за село. Зошто е Сладуево уствари први? Не се викало Сладуево, тоа се викало прво Сладовце. Добро. Многу старо село е. Ова било чифлик, турски чифлик, значи овде на 2 километри е Прибилци. Да. Прибилци знаете што е, значи Мудуро се наоѓа во Прибилци. Административен центар во тоа време, На турски овој регион, административен центар е Прибилци. Значи тука се наоѓа општината, тука е Мудурот. Без мур на Мудурот ти не можеш да се движиш во Битола, не можеш да појдеш на пазар, разбираш? Да. И сега двајца бегој го има тоа, знаеш како е рамно дека место? Да, Значи го имаат двајца бегој, а куќата на бегот е моја. Значи сега е плевна, меѓутоа тука била плевната, што имаме сега. Да. Е Значи, куќата на бегот. Бего плембана. Плевна е, ама тука била бегот. Да. И така функционира село. Иначе коњите што ги имаш, сега да се вратиме на Гара Ранч, пошто одиме натаму, ти се викат Звезда, Гара и Марко беше другиот, така беше? Со Ш. Шарко? Да. добро, Не, М, Ш. Шарко беше другиот. Знам дека И првиот уште едно конче имаме. Уште едно ново конче има сега? Имаме сега Машко и Жаклина сега. Да ти види интерес. Тоа видео ти беше многу јако вирално стана, тоа сите го споделале. Да.
Може да го препознава тоа видео Да. што беше споделено со кончето. Може надолу доди. Не ми ќе одиме во Гара Ранчо. Добро. Ајде, нека помени ова. Може. Сакам да те прашам за коњите, го крсти Гара Ранчо, ти првиот коњ ти беше Гара. Да, Ти се викал. јас Кога си бил дете. од дете мало имам коњи ние. Еве го знаев овде може ќе се види се на камера. Имам кобила, се викаше Гара, иначе Гара во превод значи црно, црна опашка, црна кобила. Гароини што велат. Гарои, не, тоа црно, црно во превод значи. И по тоа е крстено и Ранчо Гара. Значи тие се од една сорта америчка, Мустанг Апачи. Мирни коњи, послушни коњи. Значи моите наредби се јасни и недвосмислени, кој ќе каже ајде, застани, крај, готово, Ама нема мирни два се. пати. Мирни, видел воспитани, јас сум 24/7 со ними. Значи јас само што не спијам со ними, иначе нон стоп, иначе не можеш да го научиш коњот ти да се однесува ако не си близок со него. Колку време ти требаше да го направиш ова нешто овде? Па 3 години, 3 години од кога постои. За една година е направено ова цело ово. Да, ама многу детали има внатре, сега Има ќе ги многу, видиме, многу. еве стигнуваме веќе. Значи многу има и уште на работа ќе ти кажам се. Со книгата тука, сакам да да, кажеш, да имаш значи, 3 книги имаш напишано, така? Браво бе, ми свака ти час. Значи јас имам 3 книги напишано, не ова се како фалба, меѓутоа факт е тоа. Гоце Им- Дрпчевски Тито, ќе те научам да јаваш коњ. Да. Ова е така, ова е брошура или скрипта. Ќе те научам да јаваш коњ, другите се следуваат низ вековите и другата се вика колективна меморија на родот мој. Да. Значи да не ти парафразирам, само ќе ти прочитам дел да ги Да ги запознаеме малце гледачите, да. Овие книги ги имаш само ти или може да ги најдеме? Може, ќе ти поклонам јас тебе, иначе се продаваат. Љубов значи да го сакаш она кое срцето ти вели да го сакаш, а мене ми вели сакај ги коњите. Јас ги сакам коњите и тие ме сакаат мене. Моите коњи се кобили, Гара и Звезда, кога се пишуваше книга, од сортата Мустанг Апачи, мирни, послушни коњи, воспитани до степен на перфекција. Љубовта кон коњите јас се носев многу длабоко во мене, уште одамна, меѓутоа од оправдани причини сум немал можност да чувам коњ. Ме прогонуваше таа идеја да имам коњ ден и ноќе. Се будев одсон испотен како да сум јавал цел ден по шешкото сонце. Се будев задоволен бидејќи сум јавал барем насон. Да чуваш коњ е голема привилегија, не голема обврска бидејќи коњот е чувствително и нежно суштество, иако навидно изгледа дека не е така. И така Тие дека натаму, и габаритни така се, наваму. да, и малце му се плашат. Значи јас ја разбивам таа фама во луѓето дека и тебе ти си има случајно 100%, значи ќе ти рече некој бе глуп си како коњ. Значи не, коњи се Паметни, многу да. интелигентни суштества. Точно. Имаат мал мозок успоредно со другите суштества, како еден компир. Меѓутоа развиен мозок со лева и десна хемисфера, исто како и човекот. Да. Левата хемисфера му е задужена за емоции, може кој да се радува, да плачи, да се смее, Да. да биде тажен, разбираш? А десната за навигација, може да го месиш Крушево или Битола и се И врати сам да се кој врати знае. сам, ете така. Значи можем да коњи веќе ти реков се не како фалба, Си но и тоа поправиме му АБЦ, ама чекај се првин да си ги завршам јас со врските. Една водичка не те почастив од пелагонка да се напиеш, битолска вода малцен. Ако Во Сладуево, да кажеш која е поупа дали ова или овде во Сладуево. не може да нашаваме и тоа добро е. Вода како вода. Вода како вода, чекај се да те дарувам, дојде моментот на дарување, Ајде, а ајде, ќе трошедаш ајде. ти овде низ она. Ми кажа дека имаш и кучиња и мачиња, пошто си да. љубител на животните Да. од 5+. Далматинци Ти имаме. носиме квалитетна храна за домашните веленици. Ајде, поздрав до 5+, да сте здрави и живи. Ето така, па може ќе му станеш редовен муштерија. Ако Да. ти јадат животинките Како не може да не јадат ваква храна. Ето така. И пошто овде си во природа, ти додуше и самата природа ти прави, да речам, да се чувствуваш подубавено, размладено и така натаму, ама секогаш еден третман од Ива Бјути, мислам дека убаво ќе ти О, а дојде. што ќе биде тоа? Се има третмани, сакаш масажа, сакаш на лице, има солариум, Како? има заслабење, може да Не, го таман поклониш. сум јас, таман сум. А може да поклонам некој да се Можеш напрамарен? Може и оти да. Еу, Ќе фала ти поклониш, многу. ќе израдваш таман сега за Ива, Ива благодарам. во Битола. Да. Чекај се да видиш јас овде што работи носам. Првин ќе почнам вака. Кола возиш, рече имаш Да. джипче едно друго, да си направиш хемиско чистење или полијање во Магнум. Поклонувам ваучерче Поздрав за до тоа. Магнум. Ете така. После можеш да направиш сервис кај Јоцо Solution. Например, ќе му дојде сервис масло, филтри. Так, Јоцо, поздрави до тебе. Ете така. Ова за понежната половина, му поклониш фризурче кај Кики фризерката си направи, третман на коса. Како ќе се напрамарен, значи За внучиња имаш или Да, направа? Имаш имам, внучиња? имам Ете, во едукативен центар Макси, да ги носиш во Битола. Кај Марија.
Јанита. Анита? Да. Добро, фала ти Ето многу. така, ќе си помине супер. Кој ќе дојдеш Битола, па страмајливче си касниш од далка, да не те Значи остам гладен, гладен. гладен да тргнем од дома за да... Така јаден да дојдеш во Битола. Фала И- уште еднаш, поздрав. За крај, едно до парфемче од Алка. парфемерија Нуир, за да мирисе убаво. Ето така. Машко парфемче. О, Ај мирисни го дреките бендисе. Креме нагоре, ето така. О, Оригинали, наливни. о, Мас. буди емоции. Буди емоции, спомени понекогаш. Се, пошо Велик ден е, за многу Добро. години не е празникот, На Христос помош нека е. воскресе, така е, здрави и живи Вистина сите. воскрес за многу години да е. Мајка ми направи јајциња и сега како што е редо треба да се чупниме. Одбери си розево или црвено. Розелово би се гледа по шилесто за да Ајде да видиме кој ќе победи. се знае моје. Ајде. Партал го направи. Ама ти кажа. Дај да пробам со газер, ама сврти го газер. Се. Со Еленджи што викаме во Битола. Нема партали ме направија. Го одбирам, го знам јас. Ето така. Многу години да е. Кокошките ги имам бркано. За Ќе да ги го бркаш, одберам, за да го одберам на југото Неговото јајце? до јајце. Ето така. Одиме сега со Few Moments Later. Мими, Е, значи сакам да ти се заблагодарам уште еднаш. чека не сме завршени. Не, добро да, Јесте дарував, ама не е крај. за поклони бе. За поклоните нема проблем, гостен ми си, тоа е чест. Добро да, ако. Ето така јас морам тоа да го испочитувам. Значи Фала сега Богу. направиме една кратка пауза со Few Moments Later и ќе се префрлиме тука да видите какво богатство има направено гоце тука. Ајде. Ајде. Еве го влезот на Гара Ранч, се наоѓа на 3 километри од Демирхисар. Гоце веќе ме пречека, јукцето е тука. Гоце, ова е Жаклина кончето? Машко е. Машко е Жаклина, еве го. Да, Жаклина Еден сега. месец Ама личи рече. на Жаклина. Личи на Жаклина. Да. Глупости ти велат, као што сакаш ќе си го крстиш, шо? Знај зошто џуџињана спијат со нозете на перница? Не знам. Па дома се, кај сака ќе спи. Точно, нема проблем. Ова е Машко, јас мој, како сакам ќе го крстам. Ова шо е со звончињата, ваквото жолтото? Нека остани за следниот пат Не ми кажува шо е? мистерија. Ајде, ова е чеза, така се вика или кочија? Кочија. Кучето како се вика? Буба, Буба женско е? женско е. Здраво, Буба. Тука нема промршување. Да. Ова се сам го правеше, така? Мими, Е. значи Гара Ранч представуваат синоним за убавина. Јас како што милувам да кажам. Значи едноставноста на ранчов не тоа става равнодушен. И ќе видите многу артефакти, вешто распоредени, кои што не те остава равнодушен се додека представуваш во Гара Ранчов. Да. Овде гледам дека имаш овие бардиња се лејки, како се викат. Црпки по Демирки. Црпки по Демирхисарски, овде гледам нешто германско. Германски шлем? Да, стари се, тоа е Од светските војни. Значи јас милувам, ги сакам овие старини. Значи нема што нема. Да. Имаме некои артефакти, ти кажав и пре, значи старо копје од фалангата на Александар Македонски 2300 години. Имаме некој најстариот ветеринарен инструмент се наоѓа кај мене за скупување Да. на бикој, на коњи, на магариња и така натаму. Овие јајца се овде? Не, тие се еден вид на тикви. 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 Прв пат гледам вакви чуда. И што е најбитно? Најбитно во Гара Ранч ти се коњите. Да. Еве ги Звезда, Шарко Воспитани, и дресирани. Гара. Која е Гара, која е Звезда? Ова е Гара, значи Гара во превод Гара. значи црно, црна опашка. А зошто И- ова е Звезда? Не, ова е Шарко. Ова Тоа е Шарко, син. а Звезда кај е? Звезда е мајка А беше на ова Жаклина на е Жаклина мајка. му е мајка. Значи немој да ми се налутат некои што го носат името Жаклина. Не бе, зашто име, како име си убо Како име. име? Ова бунар е овде кај тркалот или чешма е? Беше бунар, сега е чешма. Не е бунар поќе? Функционален. Да. Бунар е како не. И ваква иста има в дома. Баба ми имаше ваква. И кој немаше, ама ги сврливте. Овде има кантри музиче, малце се надевам Значи YouTube тоа е треба да ме банира. заштитен знак на Гара Ранч и е кантри музика. Значи нон стоп оди кантри музика. Таму малце може да ни направи проблем YouTube со музиката, ама Е добре, сега. го гледаме вака, ти така е малце Ќе нешто му се правилата на извиним. YouTube. Имаш и мовче направено, ама река не гледам. Не гледаш ти, јас се гледам. Е па добро. Треба да се напијам нешто за да ја видам. Ама овде па тече водичка, ова фонтанче сам го правиш, а?
Значи ова се што го гледаш, Мими, од идеја до реализација го имам јас направено се сам. Да, од кај иди водата? Бунарска? Е вратистата вода со А, е помпа. вратистата. Со помпа. Да, ова е икона некоја? Или ти ја правиш? Да, да. Јас имам цртано, не знам. Има интересни работи. Да, убаво е да се види. Да. Ако чуваш коњ, треба да мислиш како коњ. Ова е твоја мисла? Да. Оригинал. Како мислат коњите? Филозофско прашање како мислат коњите, можам да ти кажам како гледаат коњите. Ајде. Значи коњиве гледаат, многу добро гледаат коњиве. Значи сите бои ги гледаат, ама најубаво ги гледаат некои зелени, сиви бои. Со левото око гледаат во лева страна, со десното во десна страна. Да. Тоа се вика монокуларно гледање. Арно цел круг гледаат, значи 360 степени гледаат. Гледај зад нив, значи. Да. Ама еден дел пред очите аго до 3 степени, исто толку аго за допашка да коњот не гледа. И затоа велиме не оди зад коњот и он не оди пред коњот, да. оди од предната лева страна и од предната десна страна со благо затворена рака, значи вака. И оди внимателно кон коњот, не со зборувај му со висина и фреквенција на гласот што можете слушни да те разбери, никако викање коњот, Да. на коњот, тој те слушат. И така тие се некои основни работи кон коњот. Да. Ова ме интересира назад чуе скелет некој. Ова е глава, скелет, череп од коњ. Од коњ? Е се по тоа се познаваат коњиве. Значи можам да ти кажам дали бил машки коњов или женски По што коњ. се препознава? Значи женскиве коњи имаат од 36 до 40 заби, а машките имаат 44 заби. Да. По тоа се и во текот на годината, во текот на животот на коњиве цело време му растат забите. Нови, значи има. А ова е тој што ми кажа копието на Александар Македонски. Да, може да го снимаш тоа. Ајде. Да не биде само голи фрази кажуваме. Ето така, еве го. Значи еве го. Копија од фалангата на Александар Македонски пронајдено на Илинска планина, старост на артефактот 2300 години го пронајде Драган од Демиркисар. И онде има пишано да не се допират, значи тоа е многу старо нешто. Оти може да се скрши така, баш. Да, Да, вака си е во оригинална така. форма, како што било се изедено од забот на времето, ама е Има старо е многу доста старо. да чувано. Чели чуваш или не? Не, Кој што гледам овде вакви, како се викаја вие? кошари. Кошари, не бидеше зборот. Овие што си, овие се тикви некои? Тикви нек. Чудни тикви. Овие ти се овде ти е Узди за коњите гледам. резервирано за коњарите, за коњушарите. Да. Значи имам деца што ми помагаат. И нема што нема тука. Ова да ти го покажам, значи Ајде. ова е тој стариот инструмент, ветеринарен инструмент, едноставен, прост, арно, ама функционален. Сега не е за да објаснувам како, не е пристојно да објаснувам, и тоа за скопување, Аха. ова е тој инструмент. Добро е да кажи представ- како се скопуваш ова. Не. Не. Не мора на мене. Овие се узди, амути, седла, имаме два видови на седла, англиско и вестен седла, овие ти се тие. Да. Може да ги видиш, се препознаваат по држкава. Значи англиските седла немаат ваква држка. Тие за прескокнување на огради, за препреки. Ќе ги видите после кој јавам. Да. Ајде се Одлично, движиме. ајде да видиме и натаму. И после се качиме на Овие коњот. се некои мисли овде. Чекај вака да свртам. Овие се мисли од тебе сите? Да. Не се сите од мене, од Петре Андреевски имат. А, да, гледам има. Ама ГТ, генерално Гоце Трпшевски. Да, поќето се мои. Одлично, ете некој може ќе се пронајди. Не И тука само имаш некој- како летниковец, веројатно. Да. И тука е куќата кај што е ова многу јако ти е. Кој? Нужник со леса. Што значи? Браво, Мими. Значи, секоја чест како заприметуваш некои работи што Ги нема никој за приметено. никој не ги заприметен. Што значи тоа со нужникот? И сега ако сакаш да снимаш, појди да снимаш. Во нужникот не мора, ајде. Ама како убаво е да се види и тоа. Значи, еве ти стари, престари. Да. Ова е од Маликјер од Блажи Крстев Биринчето. Новие простори функционирал тој 1911 е тој загинат овде на манастирот Свети Атанасиј во Журче.
И ова е негова пушка и исто и Полтот. сакмата. Сакма се е тоа, вика? сакма од Блажи Крстев Биринче, роден 1873 година, а тука е загинат, Да. отепан после востанието. Се движиме напред. Може, еди, јас идам по тебе. И друго нешто што ме бендиса, вака да назначиш дека ѓубрето треба да си ја собираме сите во ранецот или кај да одиш, пошто сме... Сега ова е та кулата од бегот. Значи ова се наоѓат. Ова е плевната сега, така? Сега плевна, меѓутоа овде живеел бегот. Ова е кула сега адаптирана за плевна, иначе донај дел падната и овие стариве ја адаптираа за плевна. Така си. И тоа старите камењето, значи донај дел до гредана. Да, се познава кај што е доградена. Со тулија горе. Автентично. Да, горе долу На се оригинал. камења. Ето тие Ама се. супер, има историја. Има, Ова ти е джип твој, така? Да, олтаймер. Јас многу скромно Што живеам правиш мими. Не ми треба, сум имал се, и тоа ова ми е интересно, и сакам со тоа, знаеш дека јас сум организатор на джип турнејава. Да. Не Со знам овој дали- джип водеш или со друг имаш? Со овој. Не, претходно имав Гранд Чироке возев. И тоа сега овој го возам, така интересен ми. Фасцинираме со него. Сега види вака, јас во животот се немам качено на коњ. Добро? Може да се качам јас на коњ сега како прв пат да Значи, идам? мојата девиза е, сакам сите да ве научам да јавате коњи. Значи, независно од пол, независно од Висина, старост, тежина, висина, години. тежина, секој може да јава коњ, само да изрази желба. А Еве, јас ми- изразувам желба. Готово. Другото препуште ми го мене. Ајде, ти вербам. Јаваме коњ. Одиме кај коњ. Ајде. Ајде. Значи, цело време ме слушаш мене. Ајде. Прво имаш необично чувство кое се качи на кој. Не си јел никој пат. Никогаш. Телото ти се мрдат, мислиш ќе паднеш, ама не паднеш. Јас те пратам тебе и го пратам однесувањето на коњот. Добро. Ме разбра? Се осте сам со коњот? Тој тука кај што си. Добро, стрикам јас да не треба сам да се качмам. Нема да то стане. Шеширо битен момент е, да. Да, најбитен. Значи заштитен знак е шешир. Сите што идат му даваш вака шешир? Да, имам 2-30 шешири. Охо. Значи ја клаваш левата нога овде. Добро. Овде ја клаваш И левата префрлувам нога. од нас горе. А нова се држам Се горе? држиш горе за тоа. Тој грче. Фати се горе ваму и префрли ја десната горе. Браво, Мими. Опа. Браво. Ете, успеав да се качам на коњ. Значи, гледај сега. Ти чуваш нозе тука, благо стискај кон телото на коњ, на задниот дел седи. Добро. Првата половина на ногава, се држиш тука цврсто и овој дел кај што те фатам сега, значи исправено. Исправен сум, така. Чувај го, Од чувај пијано го. што свирам, знам дека Ето. треба исправен во Значи грбот. погледот го чуваш во висина на очите, само еден круг кој ќе завртиме низ тренинг центаров. О, прејако. И тоа чувство се за мене со чувство на задоволство и среќа. Значи како што ти Ја. кажав и преди, моите наредби на коњот се јасни и недвосмислени. Ајде, застани. Оп! Крај. Ајде, гарче! Браво, бегара. И гара тргнува. И повторно, оп! Ајде, гара! Ова за насловна беше јака слика, сигурно. Исправи го телото и право седи меѓу ушите. Меѓу уши. Не. Имам чувство, да, дека не. како да навалва. Значи, Ама јако еден е. дел од тежината ти седиш на седлото. Значи, еден дел од тежината дојде на нозете. Значи, разбираш? Да не е на нозете, цело ај, седло. Аха, Ај, готово. подстани бака малку. Да, еве сум. Ете така, значи, биди слободен. Абе, лабаво, готово. Ај зборни ти. Добро, готово. Ајде, грче. Тамане. Аха, малце да се држам и... готово, сега го фати Фредо. Па ќе го фаќа, го ти Малце оди. се држам и со Ама нозете. ќе сега еден круг само и друго дете седи. И после ќе можам по планини да јавам. Па ќе јаваш. Епа, изгледа трета сезона со Југо ќе ја затворам, ама четврта на коњ ќе ја правам. Ајде, ајде ли нека. Јако Повторно, ќе- оп! Ајде, гара. А Гара е помирна или Звезда? Нема помирна, не помирна. Сите се мирни. Сите се исто воспитани. Ајде, сонце. Ајде, уште едно крупче да свртиме. Одиме заедно ќе јаваме. Одиме заедно. Епа, почитувани мои драги гледачи и слушатели и сите останати што ме гледат Оп! на YouTube. Гледајте шубо искуство си имам јас по животот, дојдете и вие да си направите едно вакво искуство. Така ли е го це? Па ова нека биде порака, покана и поздрав до сите кои што сакаат да јаваат коњи, да почувствуваат мирисот и здивот на коњите и барем за момент да бидат среќни и исполнети, релаксирани од сите Нечисти работи. терети што ги носат, терети, што ги да. носи Маки. урбанава средина, бидејќи овде нема кој да ве нервира. Значи ова имаш волан сега. Аха, и сега јас го водам. Значи гледај се. Снимај тогаш. Слушни ме сега. Снима. Значи овде блиску ги држиш рацете. Добро. Едната рака мора да се држиш тука. Добро. Значи гледај се. Зошто е тука? Да не паднам, добро.
Значи ги стискаш нозете кон телото на коњот. Готово. Значи ако тргнеш не тргај сега, не тргај никаде. Значи имаш 3 команди на коњот. На двете ако тргнеш во исто време, Ќе застани. кочница ти е. Да. Во лево, Ќе оди лево. во лево ќе оди. Во десно, Десно, ако ќе тргнеш оди во десно. Океј? Океј. Многу Аз се едноставно пробам сам, работа. А за да тргни, само со нозете му направам онака. Ништо нема, тргни, стој. Не имаш, тетин. Тетин. Ајде, гара! Тетин. Ајде, движи се по мене, ајде, и ти зборувај. Ајде, веќе, Ајде, ајде, гара. Гара, тара, гара. Само по мене идеј. Ете. Со нозете вака ќе оѓупаш. Еве си оди. Ајде, Баш гара! одлично. Ајде, овде застани. Море, Тој јас така. сум. Не имаш тука? Ова за крај. Одлично. Се да слезам? Ќе знам да слезам? Седи. Сиеди. Нема слегување. Сега ќе пробам да слезам од коњот. И тоа е нешто. Се исто со лева нога си држам, десна ја вадам, така? Да. Префрли се само. Овде си се држам. Тука се држиш, префрли назад нога. Овде вак. Така? Тука држиш. Не така, не. Е, па слего. Добро. И на крај, да му заблагодариш на коњот, ќе го погалиш по телото, по вратот, нежно гушниот коњот никогаш нема да заборави. Фала, коњчеше. Е, така, можеш тука да не сликаш? Ајде. Овде клаја раката. Така, не имаш? Да. Дај телефонов, испрај го човек. Преубо е, така да поздрав, се гледаме во следно издание на Југо или на Конј, се не знам како да кажам, ама чао.